Денес од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН пред медиумите со обвинување. Високи суми предвидени за пијалоци во општина Штип, јавното предпријатие ИСАР троши дури и за набавка на сладоледи. Минатата недела бевме сведоци на скандалозната одлука за високата сума на пари предвидени за пијалоци во општина Штип во висина од 600.000 денари. Оваа недела пак директорот на јавното предпријатие ИСАР троши нови 25.000 евра за набавка на пијалоци и сладоледи за потребите на најголемото јавно предпријатие во Штип. Па така, ЈП ИСАР и општина Штип заедно ќе потрошат околу 35.000 евра народни пари за засладување и освежување во двете институции. Или онолку пари колку што се потребни за асфалтирање на една поголема или неколку помали улици во градот. И додека граѓаните се прашуваат кога Социјалдемократскиот сојуз ќе почне, ако воопшто почне, со реализација на капитални проекти во Штип, директорот и градоначалникот парите ги расфрлаат за луксус. И немаше да биде спорно ако за таа намена се потрошише некоја пристојна сума на пари, но тие парите од улиците, водоводи и канализации ги пренаменија за пиење и забави со нивните најблиски партиски соработници. Веројатно по примерот на Радмила Шекеринска, која набавува бадеми, лешници и морски плодови, и директорот и градоначалникот набавуваат пијалоци и сладоледи. И додека на повидок нема ниту еден капитален проект, избраните од народот со наши пари се го штеваат. А евеа и писмената реакција на пресконференцијата на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип од Општинската организација на СДСМ Штип. ВМРО ДПМН, партијата која што преку криминално и расипничко владење стана најбогата партија во Европа, додека мнозинството граѓани тонеа во долгови и сиромаштија, нема кредибилитет да зборува за процеси на јавни набавки. Нивните обвинувања се неосновани затоа што јавната набавка за сладоледите и пијалоците се прави заради барање и за потребите на граѓаните кои што ги посетуваат Бањата Кежовица и Зоолошката градина. Од оваа јавна набавка бенефит ќе имаат само граѓаните. Манипулациите и лажните вести кои што ги шири Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН нема да го сокријат фактот дека токму од оваа партија потекнуваат претходните раководни структури на јавното предпријатие ИСАР заради чие што неосновано и неодговорно работење ова јавно предпријатие тонеше во долгови. Партијата, чии што раководствени структури ја злоупотребуваа службената должност и прекумерно ги трошеле парите на граѓаните, нема никаков кредибилитет да се расфрла со неосновани и лажни обвиненија. За подсетување, токму луѓето од врвот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип наводно набавиле 7.000 метли во вредност од 350.000 денари за период од само 9 месеци, а трошеа несразмерно многу за гориво, делови и бруто плата во јавното предпријатие ИСАР. Но ерата на криминалот, самоволието, неодговорноста и незаконското владење на ВМРО ДПМН завршија. Со новото раководство во јавните предпријатија, тековните трошоци на јавното предпријатие ИСАР значително се намалени во споредба со периодот на раководењето од претходната власт. Имено, во периодот ноември 2017 година и јануари 2018 година. Трошоците за потрошено гориво се намалени во просек од 1.400.000 денари месечно на само 700.000 денари месечно. Трошоците за потрошени автоделови и трошоците за одржување се намалени за околу 100.000 денари месечно. Трошоците за бруто плата месечно се намалени за околу 700.000 денари. Подмирени се голем број од долговите наследени од претходната власт, а платите за вработените редовно и навремено се исплаќаат. Новата локална власт во општина Штип работи одговорно и презема крупни чекори за подобрување и издигнување на квалитетот на живот на штипјани.